Добро утро. Токму тука каде што се наоѓаме денеска во просториите на МКЦ, односно во кино Фросина, вчера вечер се одржа и промоцијата на филмот Стакленото момче, а со тоа се отвори девитото издание на фестивалот Џифуни. Токму на оваа тема денеска разговараме со директорот на фестивалот, господинот Дарко Башевски. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Најнапред ви посакувам успешен фестивал и може ли да споделиме со нашите гледачи каква беше атмосферата на синоќешното отворање на фестивалот? Па атмосферата беше како и на секој отварање, со тоа што заради мерките на предпазливост во салата имавме само 30% од максималниот дозволен број на седишта во салата, но атмосферата беше добра. Паралелно правевме и пренос на настанот на Facebook, така да за оние што го пропуштиле може да го најдат на нашата Facebook страна. Генерално помина многу добро затоа што имавме и вклучување на директорот од Џифуни Италија, кој што не поздрави, не можеше физички да дојде, но останатиот тим од Италија беше исто така дојден. За гледачите што не знаат, Џифуни Македонија е некој вид лиценца на Џифуни Италија, фестивал кој што постои 51 година во Италија и е најголем фестивал за деца и млади во светот. Оваа година по 9 пат се одржува овој фестивал кај нас во Македонија. Се зголемува ли интересот на младите да бидат дел од овој фестивал и всушност дали има критериуми, дали може секој кој што сака да биде дел од фестивалот? Кај нас секој може да биде учесник на фестивалот, нема посебни критериуми. Принципот на примање на учесници е по принципот прв пријавен, прв прифатен. Проблемот е што има преголем интерес за фестивалот, а Домот на млади може да собери во киносалата 250 регуларни гледачи. Сега работиме со 75, со 30% од достапните седишта во киносалата. Минатите години до 2019 година, буквално првиот ден кога го објавувавме конкурсот за пријавување, се пријавува над 100. И во наредните 5-6 дена бевме пополнети, имавме пријавени над 600 деца. Интересот е преголем, но еве, немаме некоја поголема институција која може да има ваква инфраструктура, да имаме и простори за работилници после проекциите, за дискусии, за мастер-класови. МКЦ е единствен простор наменет за младите, така да се адаптираме на тој простор. Оваа година ќе има ли измени во однос на одржувањето на фестивалот, со оглед на тоа што пандемијата е се уште присутна? По оваа година од почеток тргнавме со идејата да не го кратиме фестивалот ниту во денови, ниту во активности, значи секоја година имаме регуларно по 7-8 работилници по 6 дена фестивал, така и оваа година останавме на истиот формат, благодарение на поддршката на Агенцијата за филм, на Министерството за култура, градот Скопје и посебна поддршка добивме и минатата година, заради која што успеавме да го одржиме фестивалот и онлайн. Мисијата на ОПСЕ и минатата и оваа година не поддржа и благодарение на мисијата на ОПСЕ го правиме онај дополнителен дел на овогодинешниот фестивал, тоа се хабови во помалите градови кои што преку онлайн конекција ќе гледаат дел од филмовите и ќе дискутираат, ќе дебатираат, ќе се вклучат онлайн на работилници, така да ја продолжуваме активноста која што ја имаме и регуларно по другите градови, наречена Џифуни патува, мал фестивал кој што патува и по малите градови за да донесеме радоста на филмот и на тие деца во другите градови. Така, меѓутоа по завршувањето на фестивалот, односно на самиот ден на затварањето на фестивалот се доделуваат и награди. Како се доделуваат овие награди? Што треба еден учесник на Џифуни да направи за да добие награда? Награди за учесниците нема, има награди за филмовите, значи сите учесници на фестивалот се членови на жири поделени во 3 возрастни групи, ги гледаат филмовите и тие гласаат кои биле најдобри филмови за млади според нивните критериуми, а последниот ден се прикажуваат или се покажуваат резултатите на работилниците во изминатите 5 дена што направиле. Значи имаме филмска работилница на која што ќе направат филмови, имаме фотографска работилница, па имаат изложба на фотографии, ликовна работилница со она што го нацртале. Имаме работилница за креативно пишување, наменета на пишување на текст, информативен, новинарски, филмска критика во тој сегмент. Генерално работиме на сите оние идеи кои ги интересираат младите. Так. Сите идеи, сите, да речеме, гости се
поттикнати од идеи на младите. На Значи, крајот тие се креатори на фестивалот, ние сме само тројца повозрастни кои што пробуваме да ја изреализираме идејата, нивната идеја во програма во 6 дена. така следува и наградно патување во Италија. Па не е наградно патување, тоа е, да кажам, патување по заслуга, бидејќи секоја година се бираат 12 деца кои што ќе одат во Италија следната година. Нашите учесници кои што учествувале во Италија минатите години се меѓу нив, дали како волонтери, дали како учесници, и тие запишуваат и предлагаат кои се најактивните за време на фестивалот. Од тие најактивни, тоа е група негде 60 до 70 деца, работиме понатаму со нив, им пуштаме филмови, се дебатира и на крај сите овие учесници кои што биле минатите години, некаде околу, да речеме, се собираат, некогаш 20, некогаш и 30 минатогодишни учесници, учествуваат да гласаат кои се најдобрите што ќе одат во Италија. Значи, по најдемократски принцип, нема врски, нема пријателство, буквално 20 до 30 деца гласаат за кои 12 деца ќе одат во Италија. Така, какви се искуствата? Сите знаат дека е транспарентно и дека е чисто, дека не се оди со никакви врски, едноставно ако заслужат, ќе одат. Имавме пред 2 или 3 години најмладиот учесник, кој што никој не веруваше дека ќе успее да се избори да влезе, беше прв на листата, затоа што беше многу ангажиран, елоквентен. Едноставно најмалото дете од сите групи, значи имавме од 13 до 20 години во таа група, најмалиот беше прв на листата. Браво. Браво за најмалиот учесник. Со какви искуства се враќаат од Италија? И дали потоа со тоа искуство продолжуваат тука да работат и да се занимаваат, да креираат? Да. Па одењето во Италија, учеството на Джифони Италија за младите е единственото искуство, затоа што таму имаат прилика да се сретнат со нивни врсници од преку 50 земји од целиот свет. Пред короната 2019 година имаше 6150 учесници, директно учесници, значи од деца од основни училишта до средни, меѓународната група е од 13 до 18 години, и во тек на 10 дена се среќаваат со деца од цел свет. Такво нешто, да сретните луѓе од толку многу земји, може да некој да постигне ако постане амбасадор во, не знам, Обединети нации, нешто такво. Но во тие 10 дена собираат толку големо искуство што после неколку месеци, еве низ град кога ќе сретнам некој од родителите, сите кажуваат дека нивното дете се вратило променето. И секогаш прашувам како променето, најчесто одговорот е созреано. Може би и тоа е и целта делумно на фестивалот. Веќе тука можеме да забележиме и дел од учесниците. Не знам дали нашата камера и гледачите го забележуваат, за какви подготовки тука станува збор, што ќе се случува денеска. Денес волонтерите ги спремаат маички, целите материјали, програмите, се што треба да се подели на учесниците. Од 9:30 ќе почнат да пристигаат, да добиваат, секој добива маичка, ранец, програма. Ќе гледаат филмови, после секој филм имаме дискусија од минимум 45 минути на која што се дебатира за темата на филмот, а темата на филмот е поврзана со проблемите што ги засегаат младите. Пократка пауза и ужинка, следува филмска работилница или некаква креативна работилница и после тоа имаме мастер-класови, дискусии со искусни професионалци или со млади креативци кои што прават нешто интересно за младите. Така, јас ќе ви посакам успешен фестивал, ќе оставам да се посветите денеска на работилницата и на фестивалот и ви благодарам за вклучувањето во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас. Со овој разговор од МКЦ, со директорот на фестивалот Джифони Дарко Башевски, ние го завршуваме денешното вклучување планирано за линкот во утренски брифинг.